Добро вечер, Битола. Добро вечер, драги мои битолчани. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер и за коалицијата за подобра Македонија, за победничката коалиција, во победничка Битола. Победуваме! Драги пријатели, на самиот почеток дозволете да пренесам две добри вести за две нови компании кои ќе инвестираат во Битола. Турска компанија која се занимава со металопреработувачка индустрија одлучи да инвестира во зоната Жабени. Инвестицијата е од 8 милиони и 600.000 евра и планираат најмалку 110 нови работни места. Тие веќе имаат купено земја во Жабени, а градбата ќе започне за некој месец следната година, а стартувањето со производство најдосна една година потоа. Нова инвестиција работеше министерот Джери Наумов по потекло од Битолско и двајца од кабинетот на председателот на владата Данчо Николовски и Слободан Тодоровски, кои заслужуваат честитки. Втората инвестиција е нова грчка компанија Пластики. Денес не извести дека оваа грчка компанија од областа на производството на изолациони и пластични материјали кои се употребуваат во градежни производи, дека донеле финална одлука за инвестирање во Битола со планиран број на вработени најмалку 150 лица и инвестиција вредна 2 милиони евра. Тие ќе реализираат инвестицијата во браунфилд објект наредната година. Значи, овие две инвестиции се заедно 10 милиони и 600.000 евра и нови, најмалку, директни 260 работни места. Нека е со среќа, нека е ирлија. Продолжуваме за Битола да носиме и да бараме инвеститори кои ќе отвораат нови работни места. Драги пријатели, ВМРО ДПМН е партија што работи да помогне на граѓаните, што се грижи за народот, се грижи за државата и за нејзините државни и национални интереси. И така ќе продолжи да биде. Затоа ВМРО ДПМН 9 пати поред ја добива поддршката на граѓаните на Република Македонија. Затоа ќе ја добие и 10-та поддршка на 11 декември. Драги пријатели, ги следам овие од СДСМ и гледам сега дека веќе престанале да се ги подважуваат нивните членови дека ќе победат. Не оди, се гледа дека нема да победат. И почнале нова приказна за нивното членство, која што од прилика е вака. Нема да победиме, ама не се секирајте, ќе изгубиме малку. Многу малку ќе изгубиме. За 7-8 пратеници ќе биде разликата. И второ, за да им дадат надеж и да ги извадат од очигледната почетна депресија во која што им паѓа членството. Второ, не се секирајте, мала ќе биде разликата и истовремено да знаете дека ќе влеземе во една широка коалиција, која гледам и нивните соросоиди и фрчковски почнаа да ја заговараат. Демек, мала ќе биде разликата и ќе мора да влезат во една голема коалиција. Драги пријатели, сакам од овде, од ова место во Битола, да им порачам. Прво, дека разликата ќе биде огромна, а не мала. Ќе биде толку голема, што ќе им е срам да помислат на широка коалиција. Второ, да не се надеваат на широка коалиција, бидејќи нема никаква логика партиите додат на избори и после сите да бидат во власта, да нема опозиција.
Таа работа не ја бива. И трето, широката коалиција би значила продолжување на кризата во Република Македонија. Затоа јас верувам, најсилен гарант дека политичката криза ќе заврши, а сите сакаме да заврши. Цел народ сака да заврши. Најголема сигурност дека политичката криза ќе заврши, ако не е единствена сигурност, е ако ВМРО ДПМН добие таква подршка од граѓаните, да добие со таа подршка 63 мандати во парламентот, 63 пратеници. Со тоа, со сигурност завршува политичката криза. Доколку тоа го нема, веројатноста дека СДСМ и нивните сценаристи ќе продолжат да се борат да продолжи политичката криза стои. Затоа, на 11 декември е секој што во оваа држава сака да заврши политичката криза. Секој што сака стабилност политичка и стабилна влада, потребно е да излези и да даде подршка на победничката коалиција, која секако ќе победи, но важно е да победи со 63 пратеници, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И има уште една причина која денеска ја слушнавме. А тоа е најновото кажување од страна на ДУИ кој денеска беше извадено во весниците, дека ако ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија немаат мнозинство за парламентот од потребниот број над 62-3 пратеника, тогаш за да се состави влада, нивниот услов ќе бил премиерот на владата да го предложи партијата ДУИ, а пак ДПА ги поддржува во тоа. Значи, драги пријатели, треба секои граѓани, не само членовите на ВМРО ДПМН, да знаат дека многумина од околината и од пошироката околина, многу центри посакуваат ВМРО ДПМН да нема 63 пратеници. Насукани се на Македонија како кучиња пред месарница. Но потребно е да го добијат одговорот од народот, одговорот од граѓаните на Република Македонија. Масовно, историско, референдумско гласање за опцијата за Македонија, а тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, пред 2 дена Државната изборна комисија излезе и вели дека конечно го затвориле избирачкиот список и го објави бројот на гласачи што може да гласаат на следните избори. И гледаме дека таа Државна комисија, каде што доминантни се СДСМ, и тоа намерно им го ставивме да бидат доминантни, прво, за да ги привлечеме да дојдат на избори, а второ, после да не може да плачат, таа нивна државна, во мнозинство нивна државна изборна комисија, објави дека бројот на луѓе што ќе гласаат, не на фантоми, на реални луѓе, е за 5000 луѓе повеќе отколку на изборите во 2014. Значи не помалку, туку 5000 луѓе повеќе. Тоа, драги пријатели, ја разобличи лагата на СДСМ, која што трае уште од изборниот ден во 2014 година, кога во 19 часот навечер Заев излезе и на граѓаните им соопшти дека изборите се нерегуларни, при што главна причина ја наведе дека гласале фантомски гласачи. Ова со фантомски гласачи, драги пријатели, беше почетокот на кризата во Македонија. Беше најдено како причина за почеток на политичката криза во Македонија. СДСМ објави дека нема да ги призна изборите, не влегува во парламентот и така натаму и така натаму. Потоа, во последните една година, цела јавност во Македонија, сите граѓани на Македонија,
безочно ги лажеа дека изборните списоци не биле пречистени. Ја лажеа и меѓународната заедница. До душа дел од нив и посакуваа да се изважани. Не сите, дел од нив. Не лажеа сите тука 2 милиони луѓе дека имало 500.000 фантомски гласачи во Македонија, па дека имало 300, па дека имало 100, па намалија на 30, па пак се кашија на не знам колку и така натаму. Драги пријатели, еве сега излезе дека немало ниту еден фантомски гласач, туку има 5.000 гласачи повеќе кои ќе гласаат на наредните избори. Драги пријатели, ова е сериозно подценување по кој знае кој пат на собствените граѓани. Па добро, што ве сметаат вас? Ве сметаат дека не знаете ништо, дека не разбирате, дека 2,5 години и особено во последната една година може да лажат, да даваат изјави, да го замајуваат целиот македонски народ и сите граѓани на Македонија и на крајот да им простат, да кажат па добро, беше 2,5 години криза, губевме сите, овие лажеа, немуваат цело време со некои 500.000 фантомски гласачи, на крај излезе дека не само што ги нема, туку 5.000 луѓе требало повеќе да гласаат и туку така да поминат. Не, драги пријатели. На 11 декември, заради многу причини, но и заради оваа причина, ќе бидат казнети од мнозинството, од убедливото мнозинство граѓани со масовно излегување и гласање против СДСМ и за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, го гледам Заев кај што ќе стигне, зборува, ветува од ракав, кажува што ќе му падне на памет. Пак го поценува македонскиот граѓанин. Пак зборува и ветува што од ракав ќе извади тоа и мисли дека луѓето не разбираат. Овој народ е мудар. Овој народ не можеш да го изважиш. Може би некој е помалку образован, некој повеќе, некој помалку искусен, некој повеќе. Но за Заев се сите генијалци во оваа држава. И тој ако мисли дека ќе ги лаже со лажни ветувања, сами од себе си се лаже. Драги пријатели, јас ќе му кажам вака, дека може да лаже колку сака, ама треба да најде некој што ќе му верува. А такви нема веќе многу. Многу малку останаа што може Заев да ги прелажи. Еве го слушам, например, една од поголемите лаги му беше она со 500 евра како поврат од ДДВ годишно. Прво луѓето не го взимаат за сериозно, но потоа толку почна да го повторува што многу луѓе почна да прават рачуница. Ајде да видиме колку месечно треба секој човек да потроши за да секој месец, значи месечно, секој месец цела година. Колку треба секој од вас да троши месечно за да на крај му биде вратено 500 евра. Удривме сите математика, на крај излезе дека меѓу 2 и 2,5 илјади евра секој од вас треба да троши секој месец, цела година, за да на крај дојдат 500 евра од Заев. Па колку луѓе овде во Битова трошат по 500 евра месечно, по 2000 до 2500 евра месечно, секој месец, цела година. Може би у Струмица троши Заев и брат му Вице, ама во Македонија ретко кој како нив двајца може да си дозволи 2 до 2,5 илјади да трошат секој месец во период од цела година. И, драги пријатели, треба сите што сакате да си направите математика, треба да знаете дека поголем дел од производите и услугите за кои плаќа македонскиот граѓанин, ВМРО ДПМН ги трансферираше од 18% ДДВ на 5% ДДВ. Тоа е храната, тоа е електричната енергија, тоа се лековите, тоа е јавниот превоз, тоа е компјутери, тоа е земјоделски производи и така натаму и така натаму. Поголемиот дел се на 5% ДДВ. А јас математиката ја правев со повеќе на 18, а не на 5%. Кого лажат? Кого замајуваат? Зошто го подценуваат народот, од кој што после бараат доверба?
најверојатно смета дека народот има низок капацитет, дека нема да свати што го лажат и дека ќе го прелажат и на тој начин ќе гласа за нив. Тоа подценување дополнително ќе биде казнето на 11 декември. И за ова лажга со 500 евра од ДДВ и за носењето инвестиции. Знаете што? Го слушам, вели, ќе донеле живот со тоа што ќе донеле толку многу инвестиции и фабрики, што сите ќе се вработат, никој веќе нема да заминува во странство, ама не само тоа. Толку многу ќе ги има фабрикиве, што и диаспорава ќе донеле од Америка, од Австралија, од Европа, ќе батала таму Детройт, Чикаго, Париз, Лондон, Мелбурн, ќе дојдат тука, оти многу ќе донесе Заев инвестиции. Многу. Значи, лудница ќе биде од инвестиции. Нема да знаеме што да правиме. И навистина човек еве и да поверува, ама само една работа кој ќе му падне на памет, некако не се поклапаат математиките. Заев не е човек што не е на власт. Тој е на власт 11,5 години. Тој е властодржец во една цела општина 11,5 години. Една фабрика нема донесено во Струмица. Една. Прогласил тамо една ледина за индустријска зона, објавил на некој од поранешните избори дека тамо ќе се вработат 6-7 луѓе и сега ако отидете, таму ќе видите дека нема ниту една фабрика, евентуално има еден овчар по некоја овца или крава ако ги носи на пасење и тоа е се. Така Заев носи инвестиции. Па тој ако не може во Струмица да донесе, на вас ли во Битола ќе ви донесе инвестиции? Кого лаже, кого замајува? Зошто си поигрува со чувствата на граѓаните? Зошто ги подценува? Овој народ има капацитет. Овој народ има капацитет, а Заев тоа не може да го процени, но ќе го процени на 11 вечерта, која ќе добие историски најголем пораз во историјата на СДСМ и во историјата на Македонија. Или да речеме она со минималната и просечната плата. Прво минималната плата ја ставиле од ракав, ни пресметано, ни израчунато, ни да видат дека ќе упропастат многу фабрики, ни да видат дека многу ќе се затворат заради тоа. Па не е поентата само да ги изважеш луѓето и после да се затворат фабриките. Второ, просечната плата. Ветува 500 евра просечна плата. Просечна плата не се одредува со закон, одлука на влада или декрет некаков. Просечната плата расте како што доаѓаат инвеститори и отвараат нови работни места, сакајќи постојните работодавачи да ги задржат и вработените им ги качуваат платите. Сакајќи ново дојдените работодавци, инвеститори да ги преземат и им нудат повеќе. Така е во цел свет, во секоја пазарна економија. Еве да речеме, во 2006 година просечната плата во Македонија беше околу 11.000 денари. Денеска просечната плата е приближно 23.000 денари. 22.800, така некако. Е сега, нити закон сме донеле за тоа, нити декрет, нити одлука на влада. Тоа сме го направиле со тоа што носиме инвеститори, се намалува невработеноста, се зголемува бројот на вработени, работодавачите гледаат и постепено зголемуваат плати за да си ги задржат добрите вработени. Новите што доаѓаат, исто така за да преземат од некого вработен, му нудат повеќе за да премине кај нив. Тоа е приказната, луѓе. Зошто мисли тој дека овој народ не го разбира тоа? Зошто го подценува народот? И за ова ќе биде казнет на 11 декември. Драги пријатели, замислете како лажат и како ве подценуваат на 10 дена пред изборите. Што ли ќе прават кога би ја имале довербата, ама нема да ја добијат? Почитувани присутни, го слушам Зоран Заев, кој што се покажа во минатото како сериозно криминоген тип. Го слушам криминалецот Заев како бесрамно нас не навредува, нарекувајќи не криминалци и слично. И тоа е истиот оној човек
кој што е навикнал неговата општина на давање мито. Па го гледавме во онаа снимка, како му раскажува на оној јаден бизнисмен што дошол да замоли да си плати на општината 1 евро од квадрат за да му се трансформира земјиштето во градежно, како му објаснува дека таков бил редот и му кажува еден по еден како сите други бизнисмени си плаќале едно за општината, ама едно и кај вицето по квадрат. 100.000 квадрати, 100.000 евра. И му вика, така е редот. Не знаеш ти? Еве, тој, оној, некој свињаро и така натаму ги реди. Сите тие така си платија, како си дошол ти да прашуваш. Па овој прашува, кај да платам? Се знае кај да платиш, кај вицето. Значи, тој човек, кој што отворено им зема мито на сите бизнисмени во Струмица и сам го раскажува тоа и се фали, тој човек земал другите ќе ги прави криминалци, ќе ги навредува дека биле бандити, дека биле криминалци. Еден од најголемите криминалци во историјата на македонската политика ги навредува другите политичари дека биле криминалци. Или да речеме оној вториот случај, сега беше пред изборите, излезе неколку недели пред изборите, човекот, како градоначалник на општина, задржал едно бројче во архивата пред 2009, пред да се донесе законот за легализација на дивите градби, и се договорил со негов пријател, по донесувањето на законот, тој да изгради еден комплекс, наречен Цареви кули, да го изгради, да не плати комунали, да биде на диво изградено, а овој да му чува бројче и да му го легализира по законот за легализација на диви градби, како да било изградено пред тоа, бидејќи законот важеше само за тие до 2009. И све добро си испланирале, овој изградил, не платил комунали, наместо да плаќа комунали, предпоставувам кај вицето, дел од тие пари отишле, и он цитера, ужива, заборал една работа. Дека денеска има интернет, дека има Google Map и дека Google Map на секој 6 месеци ги снима сите подрачја на секаде. И дека Google Map снимал пред 2009 година дека таму има ледина, пуста ледина, нема ни цареви кули, ни кралски кули, никакви нема. И дека тек таму, не знам која година, 12-13, се појавува тој комплекс на објекти наречен цареви кули, а законот важи до 2009 за тие објекти што се изградени до 2009. Криминалец par excellence, како да ви кажам. И тој ќе одредува и ќе кажува овој или оној бил криминалец. Драги пријатели, на 11 декември граѓаните ќе му покажат на овој криминоген тип дека не сакаат премиер, криминалец, бандит и митаджија да им биде премиер. И нема да го дозволат тоа. И уште една работа, само да подсетам за споредба со СДСМ. Во времето на СДСМ, Република Македонија на Transparency International, оној индекс за мерење на корупција, кој што патем речено го финансира Џорџ Сорос, беше на 105-то место во светот. Сега е на 60 и некој, 65-66-то, и тоа во време кога Џорџ Сорос го финансира. Тек да не е он, веројатно би биле на многу повисоко место во смисла подобро рангирани. Значи, во нивно време, во време на СДСМ 105-то место по корупција, сега 66-то, а за сето тоа стои Џорџ Сорос. Драги пријатели, на 11 декември народот ќе си го кажи своето за ова прашање. Почитувани присутни, сакам уште една работа да ја забележам. Го слушавме во минатите недели како зборуваше многу работи, па одеднаш вели, не сум ги зборил тие работи, туку тие се само во главата на Никола Груевски. Со недели говореше за двојазичност на цела територија. Сите граѓани слушаа низ медиумите како било добро некое дете во Куманово да си може на неговиот јазик да учи музичко, не знам што, керка му наместо турски да учел албански, не знам што да било, значи на големи вратија промовираше двојазичноста во цела Македонија. Второ,
Сите го слушавме како на Канал 21, ја кажа дека кога ќе си дојде времето, ќе го смени и уставот во цели на двојазичноста. Сите го слушавме како зборува дека рамковниот договор е тесен, дека треба да се урнат границите и да се отиде преку границите на рамковниот договор, да нема рамка, да се сруши рамката. Тоа го говореше во Швајцарија, не бев ја во Швајцарија, тој беше во Швајцарија. Тој го зборуваше тоа. Четврто, го слушавме исто така во Швајцарија, како зборува кантонизацијата, колку е добра, дека треба да се угледаме, таму како си решавале во селата сами за себе. Ја испофали кантонизацијата, па стана оној пратеникот Грос, тој ни одржа лекција како треба да бидеме кантонска држава. Овој му клати глава, си ќути, потврдува. И после на крај Никола Груевски ги измислил работите. Добро бе, а овие 2 милиони луѓе слепили се, не гледаат ли телевизија, немаат ли уши, глувили се. Кого поценува он? Зборува, раскажува, апелира, говори, држи и после Никола Груевски му бил крив. Гледам вчера, албанската диаспора го прогласи за спасител. Месија. Мора да бил многу среќен. Ама не верувам дека бил посреќен од денес. Денес Фрчко, не од Македонија, од Словенија го прогласи за многу храбар човек. Заради двојазичноста, кантонизацијата, вика, што се мислам дека сум таков, ја не верував дека толку храбар ќе биде. Да си учат децата од прво оделение албански на сега и така натаму, значи вика секоја чест од Словенија го пофали и предпоставувам ово е денеска цел ден насмеан. Оти во СДСМ Фрчко да ве пофали, тоа ви е врв. Како Ѓорги Иванов да дава награда некој орден на некого за храброст. Драги пријатели, за сета оваа работа, за сите овие манипулации, за сите овие поигрувања со државните и националните интереси, пазарања со некој однадвор, како што тој си кажа во СМС пораките што ги праќаше до мен Дуктачи, дека го спремале од некаде да го прават премиер, некој од горе. А заборава дека овој народ прави премиер или не прави премиер некого. А тој народ, тој го лаже, го измамува, го манипулира, го поценува, си игра мајтав со него. Ке види што ќе го снајде на 11 декември. Овој народ, сите граѓани на Македонија, на сите нам, потребна ни е подобар живот ни е потребен. Потребна ни е посилна економија. И на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, и на власите, и на бошњаците, и србите, и сите останати, сите се борат и сакаат во оваа држава да имаат подобра економија, повеќе работни места, посилно земјоделие, подобро образование.
И на Бошњаците, и Србите, и сите останати, сите се борат и сакаат во оваа држава да имаат подобра економија, повеќе работни места, посилно земјоделие, подобро образование, подобро здравство, повеќе нови работни места и инвестиции. И на Бошњаците, и Србите, и сите останати, сите се борат и сакаат во оваа држава да имаат подобра економија, повеќе работни места, посилно земјоделие, подобро образование, подобро здравство, повеќе нови работни места и инвестиции.
И на бошњаците, и србите, и сите останати, сите се борат и сакаат во оваа држава да имаат подобра економија, повеќе работни места, посилно земјоделие, подобро образование, подобро здравство, повеќе нови работни места и инвестиции. И на бошњаците, и србите, и сите останати, сите се борат и сакаат во оваа држава да имаат подобра економија, повеќе работни места, посилно земјоделие, подобро образование, подобро здравство, повеќе нови работни места и инвестиции. Дополнително се набави нова и современа медицинска опрема во вредност од 6 милиони евра за Битолската болница, која вклучува апарати кои се од исклучително значење за пациентите, меѓу кои што и ангиограф за стентирање во случај на инфаркти, како и компјутерски томограф, магнетна резонанца и други, за да може да се дадат услуги на луѓето што живеат тука. Во општина Битола се реконструира повеќе патишта, како патот за Поешево, регионалниот пат Долно, Оризари, Кармани, Братиндол, до регионален пат, од регионален пат до Олевени, од регионален пат до Велушина, магистрален пат Ротино, регионален пат Кукуречани, Црнобуки, регионален пат Грешница и така натаму голем број локални патишта беа или реконструирани или изградени. Го надградивме и влезот во Битола, го саниравме тунелот на патот Битола-Прилеп, а поставивме и нова патна сигнализација на патниот правец Прилеп-Битола. Со реконструкцијата беа офатени 20 училишни објекти во Битола, а Битолскиот регион и во Битолскиот регион за што се инвестира преку 50 милиони денари. Се изградија и 2 монтажни училишта во Даме Груев во Карамани и во Александар Турунџиев во Крклино. Се доделивме субвенции за различни гранки во земјоделието и само во последните 5 години во овој регион се доделени 35 милиони евра за само 5 години субвенции на земјоделците. Се реконструираше и многу други работи, се инвестираше во РЕК Битола, се инвестираше во далеководи и во повеќе други работи, но она што е важно е што во новата програма се предвидуваат многу нови работи, многу нови инвестиции. Број еден е спортскиот комплекс
нов репрезентативен спортски комплекс составен од затворен пливачки базен со ватерполо димензии, голема спортска сала со 6000 седишта, мала сала со 500 седишта, објект на 2 нивоа со гимнастичка сала и дел наменет за боречки спортови, како и паркинг од 1250 возила во вкупна вредност од 13,5 милиони евра. Битола добива современ, најсовремен спортски центар, затоа што го заслужува тоа. Затоа што битолчани тоа го заслужуваат. Второ, ќе се изгради, кога сме веќе кај спортот, овие денови градоначалникот ќе започне градбата на новата трибина со 4000 седишта, ќе започне нормално со рушење на старата и веднаш потоа градба на нова северна трибина со 4000 седишта, која што ќе се гради во текот на следната година. Второ, ќе изградиме, како што кажав, нов експресен пат со 4 ленти од Битола преку Жабени до Меджитлија, во што ќе се инвестираат 10 милиони евра. Значи салата 13,5 милиони евра, патот 10 милиони евра. Следно, ќе извршиме целосна реконструкција и внатрешно реновирање на клиничката болница втора фаза во Битола. Инвестиција вредна нови 10 милиони евра. Дополнително, за јавните здравствени установи во Битола ќе се набават нови 149 медицински апарати во вредност од 1 милион и 200 илјади евра. Следно на список е што ќе се изгради, веќе се заврши проектирањето, наскоро ќе почне градбата, веројатно на почетокот на следната година или првата половина на следната година, ќе почне градбата на системот за топлификација на Битола, на Могила и на Новаци. Инвестиција вредна 47 милиони евра. Значи имавме 13,5 милиони, па 10 милиони, 13,5 за салата, 10 за експресниот пат, 10 за болницата, 1,2 милиони за апаратите и дополнителни 47 милиони за топлификација за Битола. Исто така, планираме да се завршат уште многу други значајни проекти во овој град, како што е добивањето на природен газ. Во следниот мандат Битола ќе добие гасовод и пристап до природен газ. Во моментов се гради гасоводот од Штип до Неготино и Кавадарци, а пред потпишување договор, веќе е завршена тендерската постапка, е договор за градба на гасовод, што веројатно ќе почне во првите 3-4 месеци од 17-та, од Кавадарци до Прилеп и од Прилеп до Битола. За 2 години од сега гасоводот ќе пристигне во општина Битола, ќе помине и преку Новаци и Могила. И ќе даде можност за многу земјоделци исто така да го користат за разни работи, за топлување или топлинската енергија или гасот, како повеќе ќе им се исплати. За Битола се предвидува исто така, како што кажа Антонио, да се изврши прво модернизација на скијачкиот центар Копанки и второ да се изгради, да се прошири скијачката патека по должината на Чичарницата, како и патеката покрај ски лифтот, да се изгради систем за производство на вештачки снег и ќе се овозможи ноќно скијање, и да се изгради планинарскиот дом, кој што ќе го изгради Елем. Планинарскиот дом Копанки. Покрај ова, планирано е градба на 2 нови детски градинки во Битола. 2 нови детски градинки, а ќе се отвори дневен центар за повозрастни лица. Во Битола се планира исто така и градба на повеќе други патишта или реконструкција. Ќе се заврши реконструкцијата на Битола Ресен Буково, во што се инвестираат околу 6 милиони евра. Понатаму ќе се реконструираат и регионалните патишта Прилеп Тополчани,
Битола и Битола Демирхиса. Кога велам реконструирање, значи вадење на цел асфалт, нов асфалт, рамнење, да биде како нов пат. Во Битолско ќе ги реконструираме и многу локални патишта. Меѓу кои што патот за Барешани, патот од населба Буково до село Буково, патот за Лавци, патот за Брусник, патот од Горно Оризари до Крклино, патот од Велушина до Острец, понатаму патот од Петли до Трново, како и патот за Горно Српци. Ќе извршиме и санација на свлечиштето на регионалниот пат Битола-Новаци. Ќе се вложат дополнителни 20 милиони евра во изградба и реконструкција на пругата на делницата Битола-Кременица, нешто што започна, но заради проблеми со изведувачот се запре, поново се отвори тендер и ќе продолжи градбата. Со што ќе се направи уште една врска со Солунското пристаниште, освен она што имаме веќе преку Гевгелија. Исто така, ќе се заврши реконструкцијата на железничката станица во Битола, а за подобрување на железничката инфраструктура, во иднина се планира да се работи на реконструкција и рехабилитација на делницата Велес-Битола. Во делот на енергетиката се планира отворање на новиот рудник Подинска јагленова серија Суводол, каде се утврдени резерви од 50 милиони тони јаглен, кои во следните 17 години ќе ја снабдуваат рек Битола со гориво. Ќе набавиме нова рударска опрема за рудниците за јаглен, Брод, Гнеотино и Суводол, во вредност од 65 милиони евра. Ќе се отпочне и со изработка на главен рударски проект за отворање на рудникот за јаглен Живојно. Во овие 4 години ќе се изврши и набавка и инсталација на нова примарна високонапонска опрема во трафостаницата Битола 2, како и реконструкција на стариот 110 киловатен далековод, што ги поврзува Битола и Прилеп, како и обнова на далеководот со Потница Битола. Исто така, ќе се започне и со градба на 400 киловатен интерконективен далековод Битола, Елбасан, Република Албанија. Проект вреден 40 милиони евра. Со овие проекти ќе се подобри снабдувањето со електрична енергија на сите потрошувачи, односно на сите оние што ја користат електричната енергија во овој регион. Во насока на подобрување на заштитата на животната средина, во рек Битола ќе се инвестира и во намалување на емисијата на прашина и штетни PM10 честички. Ќе се изгради нов водоводен систем во населените места Секирани, Габалавци и Лопатица, а ќе се изврши реконструкција на водоводната мрежа во Породин, Лавци, Трново, Магарево и Кажани. Вкупната инвестиција за овие околу 800.000 евра. Ќе се изградат и 6 нови училишни спортски сали во училиштата Трипун Пановски, Стив Наумов, Даме Груев, Тодор Ангеловски, Гоце Делчев и Кирил и Методи во вредност од 215 милиони денари. Како и 4 нови тениски терени, едно повеќе наменско игралиште, 5 баскет игралишта за Битола, нов скейт парк и нова фитнес зона на отворено. Ќе се реконструираат дополнително уште 7 други училишта. Ќе се направат уште многу други проекти, меѓу кои што е и реконструкцијата на поранешниот офицерски дом во Битола и негова адаптација во повеќенаменски објект од областа на културата. Потоа ќе ги реконструираме, тука ќе биде и матично се разбира, ќе ги реконструираме и осветлиме објектите на театарот и Центарот за култура во Битола. Ќе направиме и обнова на повеќе фасади на староградската архитектура во Битола, како и конзервација на Јени џамија и црквата Свети Ѓорги во Корвиново. Драги пријатели, има уште многу проекти за Битола во новата програма, но јас верувам дека сите оние кои што се заинтересирани за Битола ќе ја прочитаат и ќе видат колку многу ВМРО ДПМН планира инвестиции во Битола и подобрување на квалитетот на живот во Битола. И затоа велам, на овие избори на 11 декември, секој од вас носи одлука за две работи. Прво носиш одлука за тебе и за твоето семејство. И тоа се овие проекти и многу други што ги има во програмата. И второ, секој од нас на 11 декември носи одлука
и за Македонија. Во каква Македонија сакаме да живееме? Дали сакаме во Македонија која ќе се гради, Македонија во која ќе се создава, Македонија во која ќе има влада што го почитува својот народ и не го поценува, влада која се грижи за него, влада која држи до дадениот збор, или пак влада која што чека некој друг однадвор да ја помогне да дојде на власт, која се занимава со манипулации, создавање хаос и деструкции, и која што кога ја имаше довербата на граѓаните, не направи ништо за овие граѓани, освен што од нивно време ги памтиме пропаднатите штедилни цитат и слични афери и осиромашување на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Затоа, драги пријатели, секој еден кој се уште се мисли за кого да гласа, најдобро е да си го постави прашањето: кој од овие две алтернативи може подобро да направи во економијата? Кој може да отвори повеќе работни места? ВМРО или СДСМ? Кој од нив може повеќе да се грижи за безбедноста на државата? ВМРО или СДСМ? И ние и тие имаме наши истории во економијата, во отворање нови работни места, во носење инвестиции, но имаме и наши истории во одлучна одбрана на државата, како што беше она лани во Куманово во диво населје. Секој нека си го постави прашањето: кој повеќе може да направи за здравството, за образованието? Кој повеќе може да реши наши проблеми? Мои проблеми, во смисла ваши проблеми. Кој повеќе ќе се грижи за народот и за државата? И затоа, колку и да му изгледа проблемот сложен, колку и да му изгледа одвуката сложена, таа е всушност многу едноставна. Затоа што со доаѓањето на ВМРО ДПМН Македонија доби влада која драстично се разликува од преходните влади на СДСМ. А гледаме дека тие не ги научиле лекциите. Им треба уште време. И затоа, на 11 декември народот ќе им даде нови 4 години време да ги научат лекциите, да престанат да го подценуваат со лажни и нереални ветувања, да престанат да си поигруваат со државните и националните интереси, да престанат да си поигруваат со животот и со нашиот живот овде во Македонија. Македонија ќе избере опција која што ќе ја гради земјата, ќе унапредува, ќе ја води кон ЕУ и НАТО и ќе се бори за државните и националните интереси на Република Македонија. Да живее Битола! Да сте живи и здрави! Да живее ВМРО ДПМН! Да живее коалицијата за подобра Македонија! Да живее Република Македонија! Победуваме! Победуваме! Ни требаат 6 пратеници за крај на политичката криза. Затоа ни треба масовно излегување и голема, историска, референдумска победа.